Минатото вечер славиме годишнина. Вечер? Знаеш дека заборев? Како забореве така? Заборев, Бруно. Ќе одложиме за друг пат, да не е ништо страшно, вечер имам битен состанок на работа. Како ќе одложиме вечер не е годишната, што зезар сега? Добро, де шо преш проблем, утре вечер ќе прославиме. Вечер не е годишната, не е утре или задутре. Добро бе, Бруно, што е толку страшно? Утре ќе прославиме. Ти убаво знаеш дека јас сум деловна жена и дека немам време за ефтини домакински финти. Плюс не знам да готвам. А чекай, кој ти рече ти да готвиш? Ти рече кога имаш ти сготвено, но јајце не знаеш да испржиш. Ќе одиме в кафана вечер, ќе излеземе, ќе прославиме 5 години нашата врска и тоа е. Барем толку можеш, така? Бруно, джабе се нервираме, не можам со тебе да се расправам за глупости, доцнам за на работа. Да, ова за тебе се глупости, така? Глупости се! Слушај, вечер ти ако не дојдеш со мене... Си заедно. Абе, да ти имам глупија се нервира за глупости. Па добро, ти нормален си, шо мислиш дека е ова нудистичка плажа, бе? Чекај бе, не те видов. Затоа што ме погледна наоколу. Погледнав и... Само што ме виде, оп, гаките долу. Како да се капам облечен? Чекај сега да те објасни. Немој, не ми се приближвај, ќе викам. Викај човек не може, шо? Нема никој. Значи ти сакаш да ме силуваш мене? Кој да те силува бе болна една, еден се занесе. Добро, шо ти е сега? Иш да не ти е гајлето, не шо ми. Бе, како ти плачеш? Те мачи нешто? Молим те, тргни ми се. Го користиш моментот на мојата слабост и ме пипкаш. Па јас немам да гледам кој ќе жените плачат. Значи, не ми се приближвај, ти реков. Наместо да се глупираш вака, поарно би било да внимаваш малце, да пазиш шо правиш. Што да пазам што ти реков? Па како паркираш? Она југот онде на средулица остаено сигурно е твое. Бе, која средулицата уво си е паркирано таму под дрвата што збораш? Како не било убо паркирано, како ми беше напучено, кого зедов. Што му направи? Малце го патчукнав. Како го подчукна му чукната една. Кај одиш, бе? Чека да видам што имаш Па направено. не го имаше паркирано. Јас не го има паркирано. Јубо е паркирано. Како да не било? Што направи му? Абе што направи како со булдожер да ја имаш акнато? Аман де само малку ја закачив, имаш среќа ти? Бе што ја закачи малку лом ја направи бе. Леле бе, ти реков дека е убо е паркирана под дрвата бе. Абе цел живот ще дам за ова југото. Слушај, во секој случај ќе мора да ми платиш за штетата. Што да ти платам бе болна? Што да ти платам? Па ова овде е само парче ламарина и ќе остани парче ламарина, а јас порано си пев среќна жена, а сега за нигде сум. Што ми е гајле ти што беше порано бе? Што ми е гајле што беше ти порано? Абе не дојдов тука да си ги смирам нервите, да се покапам, да се посунчам. Леле ви што направи? А јас дојдов скршена, здробена. Ич не ми е гајле што ти уништи в колата. Тој ќе те научи да внимаваш друг пат кај ја паркираш. А како да дојдам до овде? Со канки? А што бараше да дојдеш до овде? Да си ги смирам нервите, те тоа барав. Си ги смири. Добро, ајде, не току врти околу, ајде ќе те однесам.
Каде ме однесиш, Мари? Дома, каде? Абе, оди бъркай работа, имам кола јас. Имаше. Ајде, не ме гледам. Ајде, бе. Држи ме цена толку. Добар ден. Добар ден, повелете. Кило портокалчи не ќе врнувам. Момент. Еве, повелете. Фала ви. Повелете. Пријатно. Роберто, докај си со пресметките за фирмите од Бугарија? Еве ги срце, готови се, мислам дека се на да, готови се. Шо мисли ваква ли цел ден како скисната ти мене, а? Осте ме биши ти се. Вчера се скаравме со Бруно. Ме викаше на вечера на кафана за годишнината. Ама да ти кажам права, си ја заборив годишнината. Абе, шо се секираш, чупја, стварно не те разбирам тебе. Цело време ми се расправаш со некои такви глупави работи. Слушај, знаеш, баба ми Слободанка како ми велеше порано на времето, вака ми вика, срце ми вика, слушај бабе, ми вика, цревата во стомакот ќе се сплетката, па камули со машко ќе станува работа. Ајде, јави му се ко ти велам. Јас да му се јавам? Ти да му се јавиш, ти си крива. Што не ми се јави тој бе? Не му се јавувам. Ти си крива да му се јавиш, слушаш? Ајде. И што да му речам бе Роберто ако му се јавам? Извини му се, ти си крива, си знаеш, јасно ти е. Така велиш? Првото ме отепа, Господи. Предплатникот не е достапен. И предплатникот не е достапен. Господинот го исклучил мобилниот. Јас будала што го барам бе. А ти ме тераш да му се јавам. Море не му се јавам, поќе нека крши глас што сака нека прави. Ај дај ми ги тие пресметките да ги проверам. Држ. Повели. Сакаш мусли? Не, фала. Како си? Јас целата бев некако така, не го видов знакот стоп. Или да знаеш како ја распарчив колата, партал ја направив. Ако е распарчи како мене, скршена рака, контузи по цело тело, глата ми е ломна сегде. Ама депа ти не се жали, имаш среќа, можеше да умриш. Во секој случај требаше да имаш побрзи рефлекси. Побрзи рефлекси требаше ти да имаш. Ти возеше. Ама јас имав. Гостај воланот и се стуткав, а ти останав џашен, здрвен како статуа. Мораш да внимаваш кој ќе се возиш со кола. Никогаш поќе нема да влезам во кола да ме вози жена. Луда како тебе. Ти донесов портокали. Портокалите се носат на болни и на затвореници. Не ги сакам. Ако денека ти ги исцедат витаминчиња, шо? Мразам портокали. Ќе те посетувам секој ден. А, не треба, фала. Болниците на мојата психа делуваат многу депресивно. Ете, например, овој креветот, дури го гледам овде, си викам, Господе Боже, позна колку луѓе имат умрено во него. Ти салам си шо збораш? Бруно инаку беше така. Јас да ти кажам, шом некој го прегазам со кола, одма го посетувам в болница. И му носиш портокали. Да, и то понекогаш. А, Бруно, како ти вака личен маж, да не си женет, мора да си опасен заводник. Туку, ќе те прашвав од полицијата, бе овде? Полицијата? Да. Не, зошто? Па господино што ја возеше другата кола умре на лице место. Многу ба смрт, да ти кажам. Е, сега ги знаеш полицијата, ти има загинати. Ке си имаш ти проблеми. Се надевам дека нема да имам проблеми. Зато и дојдов, ако можеш да ја потврдиш мојата изјава в полиција. Што да му кажам? Па дека ти возеше? Јас возам. Па да, Бруно. Јас не возам. Добро, не те- Јас не возам! Сестро! Јас не... Бруно, ти возиш. Јас не возам! Сестро!
of Plainfield, New Jersey. Информации за трагедијата која што ја потресе целата јавност. Имено, лицето кое што го управуваше возилото со иницијали БД, што удри во другото возило на жртвата, која му подлегна на повредите, денес е прогласено за виновно. Пресудата стапува на сила денес и од основниот суд осуденикот се префрла во окружниот затвор на одслужување на казната. Ова е уште еден пример за невнимателно и немилосрдно возење кое резултираше со одземање на човечки живот. Повеќе за ова погледнете во прилогот кој што го подготви колешката Јана Зафирчева. Во основниот суд пред правдата беше изнесен оптужениот БД за сторено кривично дело тешка сообраќајна незгода во која животот го загуби едно лице. Денеска осомничениот не сакаше да даде никаква изјава за медиумите. Дали бевте во алкохолизирана состојба додека го возевте возилото? Дали се каете за ова што го направивте? Ви молам, одговорете ли, јавноста заслужува да ги знае одговорите, господине. Бевте во алкохолизирана состојба? Од полнок бензините поскапуваат. Од ноќеска имаме поскапување на нафтените деривати. Ало? Добар ден. Извинете, дали разговарам со газдарицата на Бруно? Да, јас сум. Овде е Јулија, неговата женска. Извинете што звонам вака во незгодно време, може си одмаравте. Видете, се немам слушнато со Бруно веќе извесно време. И сега си идам од работа, го пуштам телевизорот и кој ќе видам, што да видам. Гледам го носат затвор заради некоја сообраќајка. Испаѓа дека е криминалец. Ма душо, смири се. Ама како можам да се смирам? Изгледа вие поќе знаете нешто, објаснете ми, ве молам. Јуле, душо, смири се. Во овие ситуации паниката не може да ти поможи, биде. Ама како може да не паничам кога не знам каде да се обратам, не знам што да прам? Ела, кај мене па ќе видиме што ќе правиме. Слушај ти, господјо. Те слушам и никако не можам да разберам зошто новинарите толку се нафрлија на тебе. Твоето име го има во сите весници. Те нарекват злосторник, криминалец, а не само човек што не го виде знакот стоп. Ама не се секира, јас ќе интервенирам со мојот адвокат. Марш дома, краво. Не ме викај така. Добро де, марш дома, свињо. Викај ме како и сите мои пријатели. Ева. Како можеше да ти изјавиш бе дека на денот на несреќата дека јас возев? Како можеше тоа да го кажеш? Ама морав, Бруно, морав. Возачката мене ми одземена, знаеш. И сега замисли, несреќа, плюс јас без дозвола, автоматски ќе одев затвор. Ама не се секирај ти, јас ќе те обештетам. Него... Ти донесов портокали. Портокалите се носат на болни. И на затвореници. Ама јас не ќам портокали, носи си ги дома. А бре, ама нека ти ги исцедат шо, витаминчиња. Зошто да не? Оди си така скиснат. Ај насмеј ми се малку. Многу ми си убав кој ќе се смееш. Те мразам. А мене типа баш ми си симпатичен. И немој да мислиш дека јас сум лесна женска. Јас имам многу строг вкус. Значи, мажот ми ете, например. Ти мажена си? Да. Оти не кажеш такви работи. Мажот ти шо вели за целова работа? Ништо јас не му кажав. Мојот брак е вистинска трагедија. Кога се запознавме тоа утро на плажата, јас планирав самоубиство, Бруно. Штета. Шо? Што само помислил? Ама ти ме спаси. Некако од кога те сретнав тебе се почувствувам малку некако поинаку. Да, јас се чувствувам поинаку кога те сретнав раката, болница, затвор сега. И освен тоа што се грижаме да вака за тебе, мојот живот добива некаква поинаква смисла. А ти сам живееш? Имам мал стан. А преубав е. Кај знаеш? Па вчера скокнав накратко. Што си барала таму? Па да ти донесам чист веш. Ле, господи, каков мире, катастрофа, лом. Добро, да ти кажам, маш на вистина не треба да живее сам дома. Чекај, ти како влезе во станот? Па со клуч, бе, Бруно. Газдарицата твоја ми го даде клучот. Леле, шо е тоа една предобра жена. Знаеш колку се насекира кога да узна за несреќата? Чекај, се надевам дека не му кажа дека сум во затвор. И така што ти велам, Јуле. Та ми кажа. Велиш некоја жена? Не знам која е душо. Дојде ми го побара клучот од станот и го дадов. Ја прашав која, ми рече пријателка на Бруно му била. Пријателка на Бруно? Која може да биде пријателка? Дори сега ништо не разбирам, бе. Прво недостапен на телефон, после затвор, плюс и некоја жена сега. А да најдам слободно време да одам да го посетам затвор. Разберам што е работата. Абе ти не разбираш дека чекор по чекор ми го уништуваш животот? Не разбираш? Овде имаш чист веш.
А исто така и ти зедов пена за капење. Ете овде пиши: растворете ја во топла вода пред да влезете во кадата. Еве повели. Во која када, моли, тука со шмркој не капам. Да? Утре ако видиш пак да ме посетиш, да ми дојдеш када. Колку си интересен. Ајде малку не смеј ми се. Многу си убав кој ги се смееш. Бруно, јас те сакам. Не, Да. не, Бруно, не, те не. сакам. Господине, Ма Бруно на не, вистина. немој, молим те, немој да си играш со мене. Да. Ајде, просим. Има уште 5 минути. Не, не, не. Ама Бруно те сакам на Немој, вистина. молим те. Ама те сака, бе. Ама не. Бруно те сакам. Добар ден. Добар ден. Како можеме да му помогнеме на две вакви убави дами? Извинете, ние дојдовме на посета кај Бруно. Кај кој? Извинете, малце сме вознемирени. Бруно го бараме, ни кажа дека е в затвор. Бруно, а? Извинете, почекајте само да проверам. Почекајте тука. Уживајте го најдине. Ќе ми објасни се. Абе, затвореник со име Бруно нема повеќе во овој затвор. А кај е? Кој? Бруно, А кај би сакале да биде? сигурно на слобода. Ај вака да направиме. Вие оставите ми мене едно бројче, па ако може, ако најдам некои информации, па ќе ви се јавам, а? Нема проблем, запишете. Извини, а не ме сватиш погрешно. Ќе ми го даеш мобилниот? Јас? Да. Секако може. Славке, мори. Фала. Ајде бе, пријатен ден да имат. Фала. Славке, мори. Здраво. Здраво. А? Шо викаш? Гледаш дека ти извади од затвор? Многу ми се спие, само спијам. Ти се спие? Ако ти се спие, спиењето многу убаво ќе ти дојди. Ти кажувам од лично искуство. Абе, го разбрав дека ме префрлија во лудница, почнав да се дерам, да викам на цел глас. И дојде та сестрата, почна ми дава некакви апчиња, црвени, некои зелени. Ама јас кој ќе ја кажувам истината, никој ништо не ми верува тука, бе. А што му кажуваш, Дека оној ден на несреќата јас не возев. Ако ти само продолжи така да му ја кажуваш вистината, само така продолжи. А сега мирен си? Немам сила да викам, ако почнам да се дерам, одма иди. Та сестрата ми клава толка инекција во газот. Добро, Бруно, да се разбериме дека сепак ова е за твое добро. И јас се чувствувам баш добро што успеав да те пренесам во душевна болница. Лудница, мори, лудница е ова. Па добро, значи во прашање беше убиство, вадење како, мора да си будала. Судот ќе биде благ и оп, ти си на слобода. Само мораш да внимаваш како се однесуваш. Како да се однесувам? Ако ти се вика, викај, шо побудала, то поарно. Знаеш што требаше да направам кога се сретнавме таму на плажата? Со двете раце да те фатам за вратот и да те кренам од земја и нежничко да те однесам во водата. И со петицата да те притискам на вратот и да гледам меурчињата кои ќе исчезнат. Или уште поарно, да земам две пушки па да те убивам неизменично пичка или ти материна твоја. Но пред мене не мора да глумиш будала. Јас, ако сум будала, тогаш сум луд. И ако сум луд, тогаш сум будала пичка ти матери твоја. Будали луѓе. Нема бидено вакво нешто.
бе, чекај. Ма господине, јас ништо не направив. Не сум крив. Чекај бе, чекај, дечко. Јас не дојав да те апсам. Застани, јас тука живеам. На кој спрат? На трет, бе. Јас живеам на трет спрат. Ова газдарицата моја Славка. И та живее на трет спрат. Разбрав се мажила. Ами, јас сум зетот. Значи ти сега мене ми си Газда. така. Ај честитам. Фала. И на твој агло и од деци и од внучиња да се чекаш. Абе, имаш некој, а? Не, бе, не. Абе, шо не сати, мене не можеш да ме лажеш. Гледам една женска тука се мота, влегва, излегва во твоја стан, подскали, надскали, а? Една така со... Со портокали. Не бе, со портокали. Со лубенци, муцена, лубенци. Школска другарка ми е. Ми ги вади цвекињата, па... Сега јас морам да си одам. Ќе бегаш? Епа, добро, Ајде. Ајде, пријатно убав ден да имаш. Кај ми е познат бе овој? Сумлив ми. Добро дојде. Шо беш бе тука? Па дојдов да те дочекам. А кој ти кажа дека денес излегувам? Па мојот адвокат реши за да излезеш од затвор. Слушај, телефонираше и Јулија и кажав дека денес идиш. Кој неколку време не си бил со жена. Слушај, то се проблеми што обично сам си ги решавам. Ајде гитлап тука, ајде беге. Сам? Сам, ајде излегувај. Добро, во секој случај јас ти приредив вечеричка за двајца, а еве овде има и шампањ. Обожавам шампањ пред водење љубов, а и после тоа. Ако одма не си одиш, ќе те фрлам од балкон. Ајде побрзо, сакам да се капам, ајде. Добро, те сакаш да ти ја подготвам бањата? Слушај, ако не си одиш одма, ќе леташ од трети, ти кажам. Ама Бруно, не можеш, ова рака те боли, не можеш да излечиш блузата. Ама Бруно, шо опреш, јас сум мажена жена. Што си, мажена си? Па маж. Епа, ако си дошла да ме дочекаш, то ќе биде дочек како што сакам јас. Шо правите бе? Шо правите, Бруно, Шо е ова бе? То не е бе, Јулија, то што не е, то нема врска. Шо ти е бе, Бруно, слепа ме правиш? Не бе, нема. Цело време ме кривеше мене дека јас сум виновна за нашата врска, а ти што направи исчезна. Те нема видено 3 месеци. Кај ќе ме видиш 3 месеци кој бев в лудница, бев в затвор, кај ќе ме видиш? Знам, те видов на телевизија, главна фаца, плюс по сите весници. А ме виде? Злато, ај молим те, не се возбудвај. Ти да молчиш. Опа! Таја тебе ти се обраќа со злато, а? Бруно, не мораш да му објаснуваш. Слушајте, господице. Бруно помина низ тежок период и јас и тој се сакаме. Бруно, шо збора бе ова? Управо е. Во право е, а? Нема да се љутиш. Македонска полиција, подобра е и оси. Не бе, не, бати, живото е, бати. Дече, знаеш колку ми убаво со тебе? И мене срце. Срце ма. Вака никогаш не ми било со некој. Славо! Славке! Излези мори на тараса, ти вам стопанката, излез! Шо викаш бе? Ша викаш? Фрли го тој сунгерот пред го битиш мајш. Абе не седе ли си, не комшите слушаат. Што ми е гајле бе, јас сум законно, јас колам, јас бесам. Фрли го тој сунгер. Само та колата ти е во глата. Добре, го ти се качам горе. На! Ја! Жимини ми! А за Јулија, не ти е жал за Јулија? Не бе, злато, јас ти кажав, кога те сретнав тебе, мојот живот има друга смисла. Затворот, болницата, лудницата, бе, мажот ти мора да е голем кретен што се откаже од тебе. Осте го тој егоист на видене. Туку Бруничко ќе те прашвав нешто јас тебе. Шо преш ти навечер во 2 сато? Оти мене во 2 ми иде една голема желба за да ти се јавам. Во 2 навечер? Обично во 2 спијам, беба. И ако би ти телефонирала, би те разбудила? Би ме разбудила. Значи нема ти смета ако ти звонам вечер во 2. Не бе, срце, како ќе ми смета.
Шо си таков замислен? Криеш нешто? Значи, влюбената жена секогаш има 600 сетило. Кажи ми шо е работата. Абе, остана без работа. Ти требат пари? Што ти е тебе, на што ти личам? Што ќе земам пари јас од жена? Аманде господа ни чуваш, то не се мои пари на мажот ми се. Што полош? Ти полошо. Тој мене ми ги дава парите за да ги трошам на работи што ме прават среќна. Ти мене ме правиш среќна и автоматски зошто тебе да не ти ги дам парите? Секој проблем го решаваш со неверојатна брзина, бе. Броничко, ме сакаш ти мене? Многу. Многу ме сакаш? Значи ти би ми направил една малечка ситничка услуга. Се за тебе ќе направам. Бруно, можеш да го биеш мажот ми? Што? Да го биеш мажот ми? Не бе, зашто да го убијам, бе, немам ништо против човекот, јас дури него не го познавам. Во право си. Прво ќе те запознам со него, а после ќе го убиеш. Тој ќе умре и мене ќе ми остани цело наследство и после тоа јас и ти ќе си живееме заедно до крајот на животот. Дечко, две по една за нас. Како може бе човече од цела земјина топкај? Само мене да ми се случува ова. Господи Боже, слушај, вака ќе ти кажам две работи што ќе ги повторам на секој. Значи Слободанчето, знаеш што има речено? Вака ми вика. Се е писание од ништо не се бега. Баш кога знаеш дека на секој може да му се случат тие работи. Што ти мислам што се пренемагаш двеста? Што? Не на секој. Само мене. Абе, што ти е чеше дај малце глад? Што ти е стварно не те разбирам, еј. Значи направи некоја работа, било каква работа во животот, смени нешто и ќе видиш дека ќе го забориш. Ти гарантирам. Што да направам? Не знам што направиш ми, не знам како да поправиш тоа нешто. Оди на фризер. Нема шанс. Да ти кажам. Ќе го забориш. Знаеш бе дека ова Ева беше во право? Зашо? Јас сама си избркав среќа. Бруно! Бруно беше напнат во последно време, ама јас не забележав. Еј, не жум, јас ти гарантирам една работа. Значи, првиот што ќе влезе тука во објектот, кога чапаш, забораваш на се. Првиот маш што ќе влезе, ти гарантирам, не можеш да му убеди. Нов маш! Нов маш, скроз си навиш. Нема шанс. Ти гарантирам, што има шанса? Има. Нема. Има шанса да кажам. Нема шанс. Зашо те знам? Што ти е? Си го сакам Бруно. Добро. Браво. Една Кока-кола и виски со мраз. Извини, ама треба да го споделам ова со тебе. Може? Со мене. Миломи. Јулија. Јуци, срце јас удам. Ќе пишам некоја порака на Facebook. Здраво, Роберто Савечки, милови. Подружете се малце птени култивка. Стварно ти викам се. Чао, што ти викам. Па влезе ми го, не можам да го добијам. Фала ти, чао. Ало. Мјау. Што правиш? Срце, ева, што можам во 2 сато пополнок да правам, бе?
Да спиеш. Те разбудив? Значи, шум спиев, значи ме разбуди. Оти така збораш со мене, нешто лут ми си? А како да зборам без срце во два, поспан сум, успан сум целиот, спиење ме стана. А шо е, ти требав нешто? Шо е работата? Не, ништо, така ти се јавив да те прашам шо преш. Дали ме сакаш? Абе, шо муа бе, тоа ти се во 2 сато после полноќ? Леле го избегнуваш одговорот, ќе се убијам готово. Ќе се убијам, не икиш појќа? Чекај, те сакам, застани, те сакам. Е, тоа срце сакав да го слушнам. Еј, не можам да зборам, душо. Се разбудва ова идиота до мене, Шрейко. Ај, оди таму, тој воло да не стане, ајде. Те сакам, И јас, ајде, поготово во 2 пополноќ не е Не ме прашваш което е? Сигурно човек на место е. Многу е внимателен. Во последно време нон-стоп сме заедно. Не знаеш колку има пропатено од една жена. Се дешава. Бруно се вика инаку. Ме слушаш? Добро бе, мислиш дека е убо ти да читаш овде вестник, а јас нешто да се обидвам да ти кажам? Ало, ме слушаш шо зборам? Тргни го малце, тоа шо е ова, кажи ми? Шо гравата е ова, молим те, кажи ми? Одвратна ти е. Грозна, стално купуваш грозни гравати, а секојаш ти купува убај. Е, па ова е една од тие ти шо ми ги купи маче. Не току ме викај маче, јас одамна не сум твоја маче. Маче или каче се едно, јас друга гравата не клавам. Имав преубав ден денес. Па нарочито дека ти не беше со мене, преубо ми беше, преубо си поминав. Не ме прашваш кај бев? Ке ми кажеш? Не. Тоеш глупо е да те прашам. Изна потрошив пари, купив штикли, фустани. Ајде бе, префрли ми нешто, шо чекаш? Троши бе маче, троши колку што сакаш. И значи за нигде си. Секојаш кога ќе кажам јас нешто, ти ми велиш дека сум во право. Знаеш шо? Во право си. Добро бе, шо читаш? Кажи ми шо читаш, шо е ова? Галаксија бе, звезди на Млечниот пат. Млечниот пат те интересира, тоа што се случува во твојата куќа не те интересира? А што се случува во мојата куќа? Се случва тоа дека е крај, тоа се случва. Немаме ни ништо поиќе што да си кажеме. Па ти имаш стално што да кажеш. Дебил, грозен, одвратен ми си. Е, те гледаш дека имаш што да кажеш. Не туку ја ќе се здевериш уште толку. Свиња ќе се направиш. Добро, кажи ми, ние што имаме двајцата заедничко, ајде кажи ми. Развод без срце? Море мајката, развод, а? И после ти да си фатиш некоја друга. И ти ќе си фатиш некој друг. Па јас можам да си фатам некој друг, ама ти да си фатиш некоја друга, никогаш. Јас и ти ќе останеме заедно до... До шо? До смртта. Мисли се. Марио, подсреди малку гости имаме. Здраво. Здраво. Марио, Бруно, Марио, ова е мажот ми. Мило ми е. Повелете седнете. Што ќе се напиете? Не знам, ракија, виски, нешто така. Имате интересна гравата. Слушаш? Како да не, Бруното го кажува само од учтивост. Види ја каква е Бруно, молим те, како од Кина не баре да е. И ко со кинески букви да пиши на неа да умри тој што ја носи. Мисли си. Гледам, читате нешто, што е работата? Галаксија. И јас ја сакам астрологијата. И како не си ја сакал астрологијата, тој сака јавање, пливање, скијање. Тие спортови јас ги сакам, посебно јавањето. Знаеш колку ги сакам коњите? Ај, молим те, Марио, доста прекини не траскај. Значи не дојдовме овде за да збораме за коњи. Бруно, јас те викнав овде за да те запознам со мажот ми пред да го... Пред да го шо? Пред да го напред тоа што мора, пред да се жени. Ај, одам јас да се доспремам. Жена ти е многу оригинална. Да бе, таква е Ева, темпераментна. Кога ќе науми нешто, та мора да го направи. А да ти кажам, во последно време бев в болница. Имав некоја глупа сообраќајка. Замисли, жена возеше. Да? Па, жена ми кога ќе вози, јас никош не влегувам в кола. Во право си да ти кажам право. Еве, јас сум готова, ама пред тоа инсистирам Марио да ја смени граватата. Тоа е. Жени. Го видите каков мороне? Не бе, вака на прв поглед арене човеко. Ти цело време го провоцираш, бева. Ајде, туку го правде, молим те. Знаеш што ми рече пред да дојдеш? Дека сакал развод. Па супер е тоа. Оти не се разведите и шема да го убивам. Значи, ич не си голем психолог. Кога некој маж бил со мене,
Мора да остани со мене до крајот на животот. Или во спротивно ќе умри. Ајде, готов сум јас. Готово? Така, таа гравата. Ајде јас ќе возам. Не! Ще ти се не. Уба кола имаш? Те бенди сва, сега брзо го зедам. Да, уба е. Јас од коли расчистив, готово. Стварно? Абе, што сакаш речи потреба е? Голема потреба е кола. Што има женска, ти пиши порака? Не бе, нема везе, не. Да, Бруно има женска што се ќе направи за него и што многу го сака. Стварно, Стварно. А и тој се ќе направи за неа. вистина. Вистина. Не бе, нема везе. Далеко е тој ресторанот? Не бе, само што стигнам. Тука е. Ајде, знам. Ајде, живели. Извинете, малку. Повеќе. Ала не. Нешто друго не сакате? Не треба нешто. Пијате вечера. Ала. Види како јади одвратно, бе. Види го свиња. Јади човекот што ти е. Јади, ама како јади? Вака нон-стоп ме срано. Јади човекот аре. Зашто си шепти да ведбај за тоа? Тоа му кажував на Ева дека многу ја сакам италијанската кујна. Шпагети многу сакам јас. Стварно? Многу ба земја Италија. Си бил некојаш таму? Во средно на екскурзија, многу ја сакам Италија. Тоа ка гледам, ние тројцата многу си се согласуваме. Што велите примерете утре? Дојме на еден излет, а? Јас, ти и Бруно додиме на едно излет. Тројцата. Тројцата, на едно многу убаво место, а? Скарича, Скарича. јас сум, да. Да? Секако Излето? викенд, да? Што мислиш? Дојш на еден излет со прекрасниот сопруг и со твојот драг пријател, а? Е него. Кој? Кој? Јела. Е него комшијата. И што се криеш? Славке. Ова ми е работа, мори Славке. Плюс, абе нешто ми е сумнителен, жими се, нешто ми е сумнителен. Абе ајде жи ти се остај го детето. Што има сумнително во Бруно? Не значи дека кој еднаш леже затвор заради некоја сообраќајка дека е криминалец. Славке, значи ти тоа го кажа, значи лежал затвор. И што сакаш поќе од тоа? Значи Славке лежал затвор. Што ти го ми се мешаш бе во работата? Ај оди таму праја салатата, што сакаш? Ај остај ги луѓето праја скарата. А ти ја го сакаш малце да ми касниш од колбасо. Жив. Јас ке се качам до куќа. Да касниме малце, а што велите? Идам и јас. Ти не идиш, така? Не, попосле ке дојдам. Ајде чекаме горе. Поседи си ја. Ајде, ба. О, здраво, како си? Јулија? Да, Јулија, ти беше... Марио! Ау, Марио, да, некој те вика. Сестра ми изгледа ми вика. Се надевам дека пак ќе те видам. Се разбира, отидане. Пример, петок во 8 на театар, имам некоја карта од синдикатот. Тварно? Да. Многу сакам театар. Мило ми е. Може. Супер. Го имаш мојот број, јави ми се, важи? Важи. Чао. Чао. Јулија, топчето. Добро не ме слушаш ти? Не, шо? Си го заборај ова. Со кој збораше бе? На некој чупе му падна топчето. Сигурен си? Да. Добро, ајде да ручуваме, ајде.
Реши? Шо бе? А како да се куртулиме од него? Или може ми откажваш со работка? Види бе, ева Злато, јас сум мирен човек бе. Доста ти па со то мирен та мирен. Знам дека имаш некој лошотилук во тебе, мора да го извајме. Туку слушај, а да му наместиме самоубиство, пример? Да му ги сечиме вените дури спие. Го слушне како спие, како грчи? Одвратен е свиња. Не, јас не можам да гледам крв, такви работи не може ти се. Ама ти нема да гледаш крв? Вака ќе направиме. Ке му клајме средство за спиење, му клаваме нож во рацете со кој што ќе му ги пресечиме вените и автоматски на ножот ќе останат негови отпечатоци. Не, јас таква работа не можам да направам. Добро, бе, мора да го биеме. Па мора бе, Бруно, немаме друго решение. Срце, не, он е мирен човек сум, да му се не види. Змија. Хај Да му клајме змија во кревето. Добро бе, ева да му имам стопанката и во на интимните моменти не можеш да се опуштиш. А чекај, вака да направиме. Утре да го качиш в кола и да тргнете на пат. А бе умира 100%. Не можам возачката ми одземена. А да го страмопиздиме, Шо? да го страмопиздиме. Сабајлето видов една карпа онде. Да го однесиме на карпата, демек да види природата, реката, нешто и ти, Броничко, само го потурнуваш. Абе, јас ти кажав, не можам јас. Абе, патам јас од вртоглавица од имела. Абе, кој ќе го турнам јас и тој кој ќе летни надолу, кој ќе почне да пишти, јас одма ќе летнам по него. Нема ништо да направиш, тој ќе заврши цела работа. Тој само застанува напред, а ти зад него, само го потурнуваш малку. Само да го потурнам и толку и ќе се заминам. Ништо друго. Добро, ајде, добро. Добро. Добро, ајде се оди прва ти, да не помисли нешто, јас ќе дом покасно и легни. Промис? Шо? Ми ветуваш? Ајде, добро, са, ако е за толку ќе го турнам и готово, ајде, оди легни си, ајде. Така те сакам. Ајде. Немој за тебе. Марио, срце! Ела да видиш како се гледа од овде. Чекај бе да се одмора. Многу право и треба да си се одмори пред да умри. Доста бе, Марио, срце, ела бе да видиш како се гледа реката. Еве и од овде се гледа. Не е то таму, ела да видиш од овде како се гледа. Ајде, Марио, ајде. Ај, Бруно, и ти. Ајде, Марио, ајде. Ајде, Марио, ајде. Ела. Не можам. Што не можеш? Не можам да гледам од високо во реката ми се врти. Господа, чува, не можам да ве разберам вас мажите. Се уплашивте да на височинка, да на карпа. Ај, му се врти на човек кај да бегаме. Ало, ева, шо пука така бе? Гледам филм со Чак Норис и мислам стратегија. Бе, ти гледаш филма, те чекам за на театар. Каков театар, бе? Мене овде глата ми чади. Ај, кој ќе заврши театар, ја ви мислам. Браво. Шубом извиси се. Кај си бе? Вие двајцата? Да се запознаеме, Бруно. Мило ми е Јулија. Да, се познаваме од еден семинар. Што е битно? Каде ти вака? Ќе одев на театар. Сам? Абе, партнерката што требаше Диди ми извиси. Докторка, му дојде некој пациент. Докторка беше... Матичната. Ау, матичната. Ми ај со нас шо? Каде бе? На театар. Тројцата? Оти да не беше. Ај. И така нема да седиш до мене. Unless you were to escape.
Втори ми беше много. Ама сепак уба представата, а мене ми се бенди. Уба бе, уба. Долга многу, ама уба, долга, ама добра. Јас не знаеш како имам мака со хемороиди, не можам да издржам. А чекај, шо велите дојме негде на пијачка, јас частам затоа што ми правевте друштво. Добро, ајде. Ајде, дојме, јас намерно многу убаво место да однесам, а? Јас се извинувам, ама нема да дојдам. Извинете, цел ден имав состаноци, уморна сум, ќе одам да си легнам. Добро, ајке, пак ќе се слушниме денојве, а? Баш. Ајде, одам по колата. И само состаноци имаш? Имам. Под носа ти виси. Ајде на здравје. Ајде. А ти од кај си, пријател? Јас сум од Австралија, од Перт. Ник сум јас. Ник. Бруно. Nice to meet you. Ник многу ми поможи во фабрика. Партнери. Со фабриката, да, Ник. Ја, Ник, of course. Партнери сте? Not problem, mate. Помога, човек. А јас имам една брачја во Австралија, Светлана се вика од Рековци. Живе ли ја? Жива зувара за. Ајде. Ева кај е, бе? Ева, дома остана. Остана дома, зеде да им куп некои криминални филмчина да гледа, а порано не ги гледаше, не знам шо му е. А ти? Шо е? А јас не гледам такви филмови. Јас сум против секакво насилство, разбираш? Јас одев ко млад во Црвен крст. Јас сакам, на пример, да гледам љубовни филмови со теми, на пример, со Однесени са вихором, Титаник, Нотинг Хил со Џулија Робертс, такви филмови со љубовни теми, драми. Јас сум против насилството. Аве, сликај не? Ајде, сликај. Нема проблем, ајде. Сликаш, ми се меша, ај, сликај ме, шајне блицен. Без блиц. Ја. Еве готово. Ми се меша, германскиот со англискиот. А ти колку време немаш ева видено? Шо знам неколку дена. Да? Бруно, шо е тоа бе меѓу вас? Што ти си ја стегаш душата, молим? Пријателство, чисто ти кажам, другарство. Абе, ако има нешто те молам те не се устручавај да ми кажеш. Ева си има свој живот, јас имам мој живот, ме сваќаш? Те разбирам. Така. А ти имаш Валерка? Се правиме меѓу нас муа, бе? Шо знам? Абе, Јас не треба да знам, ти треба да знаеш. со таа што бев на театар, преге се муваме со неа така. Со неа се муваш? Која беше од вас и најде некој друг пичка му стопанкина, наизина. Шо викаш? Ништо ја млајна нешто, нема врска, бе. Абе, брат, ева, знаеш како, чак ти од време на време ми се љути многу ти. Таја многу се приврзва кон мажот. И сака и тој да му возврати. Ме сваќаш? И дека јас тоа не го прамта, ме гледа и многу се љути. А жена вака, знаеш, кој ќе се налјути многу, кога ќе доживе трагедија во љубовта и наоѓа љубовник. И ти мислиш дека јас сум тој, така? Порано да не си, брат, порано да не си. Ти не знаеш ева шо жена е. Таја на почесок у мене намира не ме оставаше. Ми идеше со мене во фабриката нон-стоп. Со Ник не идеше во фабриката, дури ми ги прислушкуваш и телефонските повици понекогаш. Замисли, има една многу гадна навика жената што станва навечер Во во... 2. Откај знаеш? Па пред некој ден ми кажа, ми вика имам една многу гадна навика, јас сега последно време станувам во 2 пополнок и мора да разбудам некој друг да си правиме муа. Така, брат. Во 2 да стане, да провери дали сум разбуден. Ако не сум ме разбудваше, да ме праша дали сум ја сакал. И знаеш како до 7 години така бе, брат, како сенка по мене, јас да немам мира. А тоа не ме сваќа таја дека јас сакам пример на слобода, малци да излезам на воздух надвор. Да го видам небото, пример. Кој е небо, бе? Млечниот пат. Големата мечка. И малата мечка. Ќе ми се напред да не покажувам со прст. Предајци. Види ја! Андромедата! Која? Абе, почна врни! Бруно, што направи, бе, брат? Абе, врни, бе! Не врни, дај ми ја раката, што ти мене. Дај ми рака да излези, ајде.
Некој ќе те носи вако дома. Дај ми рака. Абе, чекай, Ајде. мисля дека... Значи, бро! Што направивте, бе, луѓе? Абе, Хрик! Нема гајле. Абе, се шлапнаме во вода, бе, брат. Ако ви е топло, капете се. Стига се капиш, а? Фрли една топка. Чекай, ей, да ме запали нешто да се грева. Да се грева. Седи. Ајде, погреби. Нема човек кај да те пати жива вода. Ей, тука живеем. Тука, баба. Чекай да тука. Што жива вода си, бе? Се фрли во тој базенот со тој другар што пие. Браво, бе, на убаво сте направиле. Славке, ела мори, Славке. Шо е работата, бе? Што е работата? Не гледаш дека човек го пием кришта? Што била работата? Колку ми е срам од вас. Бе, зошто срам? Зошто стужат комшите сега? Аман, молим те, не го Комшите слушаат да донесат легенди из повратам. Ајде, ќе ти донеси ми. Знаете кој ми е брат мене? Кој, бе? Глумец е во Америка. Браво! Ела седи овде сега. Колку е? Седи, ајде, седи. Што ме чеше ке врне. Славке, што чекаш легено, Славке? Многу ми е тежок животот, брат. Не знам, после третата чаша е најтешко. Няма. Саш да однесам на инфузија? Не, парен сум. Абе, на инфузија, малце. Многу е сакам Ева. Кој? Ева. Ева? А тој мажот му треба бу да му направам, пау. Славке, ти реков сомнителен ми овај. Што треба да направиш, шо? Ога сте ти селиците многу ми е лошо. Ајде. Многу ми делуваат лошо да селиците да... Моето е бидло. Леле, мајка, не можам. Слушате, кај сте, бе? Абе, ми се повраќа. Повраќај. Ти ме познат ми си од негде. Јас? Не, бе, ајде. 3 кила којак испивме, бе. Ајде. И костен јадавме тој костен ношовиќ. Ајде. Да ти имам тој стопанкат. Ево. Ја можам ја да... Абе, ајде да се легнеш, бе. Тука ми е убаво, после тебе од луш легнем. Ајде си фала, да ми се спие. Славке, крие нешто овој, Славке. Сумлив ми е, сумлив. Абе, ајде, остави го човеко, нека спие, ајде се бегаме. Ајде. Не пијам пије се снега, нема. Не можам, поки не пијам. Касни од ова портокалче. Не можам. Време мажот ти пиење, бе, човече, мотокар прав. Го виде? Попа. Пијаничиште невидено, бе, тој човек едноставно треба да се отепа, треба да го убиеме, крај. Душата кислоини ми. Онаков човек ти да го пуштиш по улици да шета, бе, мора да се отепат, Бруно. Касни уште малку. Слушај, Срцка. Не пием буке. Мамурен си сега тоа е. Слушај, шо викаш за петок? Петок, сакаш да одиме негде? Не бе петок да го тепаме мажот ми. Тоа е задутре, бе. Па задутре де? Слушај, лесничок удар со врекичка песок по глата. Песокот не остава траги и тоа е се. Толку тоа е се. Што се однесва до насилството. После тоа го влечкаме до бањата, го клаваме на плочки, ја пуштаме водата да течи и радиото да трешти. И едноставно човекот си умира. Како умира, бе, така? И па така, како сите луѓе на овај свет што умират. Чекај, сакам да ми кажеш точно како мислиш да умри. И како ќе умри сега и ти ќе прекини да му чука срцето, ќе прекини да диши и ќе умри како сите што си умират луѓето. Ајде, молим те, сега правиме ние цртан филм. Не, од мал лесничок удар по глата. Заборев да ти кажам дека ќе му пуштиме и плин. Да. Сакаш да кажеш дека ќе го гушиме со плин. Ќе го гушиме, да кажеш убава смрт. Сад, не сум баш сигурен дека ова ме бендисваме. Бруно, веќе доста е сега. Билијата. Значи, не икиш да му ги сечиме вените. Не икиш да го стремопиздиш, да го поттурниш малце од карпа. Не икиш да го прободиш. Па Билким ќе сакаш малку да го акниш со врекичка песок. Види, бе, јас сум бе многу мирен човек, бе. Не можеш да се извадиш од ова. Договорено е. Петок во 6 кој ќе се врати од работа, ме слушна? Удам јас сега. Дојади ги портокалчината, витаминчиња. Што ќе ти бе, Лев? Што ќе се случи еден ден ако разбереш дека не те сакам повеќе? Што ќе направам?
Ќе ми дадеш чоколада, а? Се зема. Би ти пукала право в срце, Пуши се там. а со истиот би се убила и јас. Трни го не можем да го гледам. Зошто, Бруно, шо ти е? Ведни. Месове нон-стоп сигурно сам со мене. Трни го не можем да гледам пиштол, трни го. Ти така си блед? Што? Бруничка, гледај побрзо да оздравиш, за да ми го убиеш мажот. Ајде, чао, дојади ги портокалчино. Чао. Чао. Значи, во петок, во 6 кој ќе се вратиш од работа, ќе те скиниме на место. Мислиш дека нема друго решение? Јас не гледам, брат, жал ми е многу. Значи удар во глата, а? Со врекичка песок таа не оставала траги. И после в клозет, а? Ќе те фрлиме наплочки тука до кадата. И водата да течи. И радиото ќе го пуштам да трешти некаква музика. Па се надевам дека ќе има нешто добро на радиото, баш. Ќе направам се што можам, брат. Што да се прави, тоа е тоа. Ама, ти ја знаеш поубојива од мене. Да, брат. Ева, ако ќе реши нешто, мора да го направи. Ама слушај да ти кажам. Од веќе собрав храброст ова да ти го кажам. Немав мадење такво нешто да ти речам. Фала на искреност. Абе, не се секира, другарите треба да бидат солидарни. Веќе кој е решено? Мислам да се оди тука. Да. Еј. А? Ми се љутиш? Господачу. Дали предпоставуваше за мене за Ева? Од првиот момент. Само ти ми одрекнаше. Ми беше срам да ти кажам. Нема гајле. Тоа е, брат. И како се случи? Не знам, оче се ненадејно беше. Тука на подот во бањата кај кадата вода полно. А радиото пуштено, а? Да, трештеше. Кај знаеш, бе? Така ми дојде, претпостави. Да. Добро. А да побрзаме што велиш? Ја ми како? Имам уште еден погреб? Ево, оче тука. Значи, може, е? Свјати Боже, свјати крепи, свјати бесмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во век и веков. Амин. Свјати бесмртни, свјати помилуј нас. Алилуја, алилуја, слава Тебе, Боже. Алилуја, слава Тебе, Боже. Алилуја, слава Тебе, Боже. Придите на последно целивание. За душа, Бруничка. Извини што закасни. Значи, Ева. Што бе, познаваш? Чекај, знаеш ли жена ми? Како да речем, имавме така блиски односи. Со Ева. Со Ева. Од секогаш си мислев дека Ева ќе погини од во некоја сообраќајка, Ама имаше многу брзи рефлекси. И секогаш го јадеше стапото и што се возеше до неа. Добро, ајде да платам. Јас ќе платам. Чекај бе, ќе платиш ти, мене ми е жена. Абе, мене ме сакаше. Седи, не заебавај. Абе, секако бе твој пари се. Не треба. Јас ќе платам. За Ева. Ајде,
Бог да ве прости за свадби. Фала, очи. Бог да прости. Бог да прости. Бог да ја прости. Бог да ја прости, јави ми се кога ќе заврши церемонија. Бог да ја прости. Бог да ја прости. Бог да ја прости, мајце. Ала ник. Два пати имам виден. Ко вчера да беше клучо ко му го дава. Многу арна жена. Бог да ја прости. Нека му е лесна земјата. Бог да ја прости. Нека му е лесна земјата. Абе, ти ми си сумлив. Ама и ти ми си сумлив. Двата ми сте сумливи. Миле, ајде остај ги луѓето. Сеја срце. Двата. Убав погреб. Таа жена му. Се испадна како таа што си замисли. Да. Баш како што сакаше Ева. Колку силна жена беше. И така млада сирота. Мене жал ми да ти кажам. Мене ми е жал. Ама се замина во полн сјај. Абе Ева беше жена што за среќа ги има многу малку. За среќа ги има малку. И сега што ќе правим? Не знам. Да тераме натаму. Толку сличности имаме јас и ти што ќе тераме еден живот. Ајде. Ајде.